Зоран Заев по трет пат ќе трча градоначалничката трка овде во Струмица. Пред 4-5 месеци некаде изјавувавте дека доколку сега треба да ја донесете одлуката дека нема да бидете кандидат за градоначалник. Што е тоа што ве предомисли? Вака, секој пат сум бил до крај искрен и зборувам согласно она што го чувствувам. На 3-4 месеци кога давав интервју по национални медиуми, чувствував реално дека сакам да се вратам во комерцијата, таму каде што работав во семејните фирми, од каде што излегов понатаму и како политичар во државата. Но апсолутно она што е дефинитивно пресудно, еве веќе одлуката е донесена, постапките се поминати. Јас сум официјално првиот кандидат на Социјалдемократскиот сојуз и воопшто првиот кандидат во Република Македонија. Пресудно беше огромната поддршка од граѓаните, која што е недвосмислена во Струмица. Знам дека прилично и голем дел од Македонија знаат состојбата кој како стои во Струмица. Останатите причини кои што беа важни за да се донесе една ваква одлука, на вистина сакам да пркосам во менување кон подобро на работите во Македонија. Апсолутно, гледајќи дека граѓаните се радуваат на секоја улица, на секој тротоар, но во моментот кога се завршува утре наутро, повторно е лелек, плач, мачнина, тешкоти, сиромашни луѓе, празни џебови, празни новчаници, сиромаштијата во која што владееме. Реално општините имаат одлична можност да генерираат и економски развој, да решаваат дел од овие проблеми, но дефинитивно склоп на причини се заради кои што дефинитивно донесов и одлука. Дали сте уплашени дека граѓаните се заситени од Зоран Заев и дали знаете со кого ќе се борите овде во Струмица? Знаете, пред да донесете одлуки, апсолутно е нормално да се проверите како стоите кај граѓаните и мојата поддршка е недвосмислена. 68% на 22% се последните анкети кои што ги правевме не за објавување, туку да знаеме како стоиме, согласно кои ни помагаат во донесувањето на одлуката, и јас сум свесен како стојам во Струмица. Прво, јас сум прв градоначалник и воопшто политичар во Струмица кој што е втор пат избран на непосредни избори заокружувајќи име и презиме на личноста која што е кандидат, и навистина е храбро да излезете пред овој менталитет кој што го имаат струмичани по трет пат да барате поддршка. Против кандидат не верувам дека некој од ВМРО-ДПМН во моментот знае. Прво пракса кај нив седнуваат Никола Груевски и Мартин Протогер, во последен момент ја сечат работата. Во ред, нивни политики, нивни права. Јас она што го знам досега како информација, дека ќе има јавен конкурс по кој што ќе чекат кандидирање на кандидати кои што сакат да бидат во Струмица кандидати. Ако има јавен конкурс, јас ќе конкурирам на тој конкурс и апсолутно мислам дека Струмица може да излезе со единствен кандидат на ниво на општина Струмица, па така и нашите сограѓани поддржувачи на ВМРО-ДПМН после долги години да се израдуваат конечно во Струмица, оти прилично поодамна се немат израдувано во Струмица. Тоа е моја мечта, апсолутно не очекувам реално тоа да се случи. Кога немате кандидат кој што е орен да се спротистави, кој што сака да се спротистави, а нема тако во Струмица, обично паѓа наредба. А наредбата не паѓа на обичниот член, паѓа на врвното раководство. Заради тоа очекувам да биде некој од раководството на општинскиот огранок на ВМРО-ДПМН, кој што го вклучува и претеничката група, некој од претениците или некој од председателот, секретарот на партијата или такви луѓе. Што е она со што може да се пофали Зоран Заев дека направил во овие два мандати, еве веќе вториот го трошите, уште нецела година останува до изборите, а што е она што да се врати времето не би го направиле сега? Ево вака, политичарите не сакаат да прават подземни инфраструктурни објекти, оти пусто не може да се сликате пред нив. Навистина тие имаат огромна трајна вредност. Резимирајќи ги овие 7 години, ние имаме завршено 1830 конкретни проекти. Еден од тие е овој. 3,5 милиони евра градскиот плоштад на кој што стоиме сега со сите подземни, надземни решенија, шеталиштата и слично. Само да ве прекинам, пратени кажа дека по социјалистички или комунистички плоштад нема направено во Македонија. Еве вака, овој плоштад е богатство на Струмичани. Сега кога го имаме, можеме да го надоградуваме, исполнуваме, дополнуваме и слично. Секаде каде што јас барем одам во светот, плоштадите се отворени површини кои што дишат. Место на агора, каде што се среќават луѓето, баби со внучиња, младите овде, место на среќавање или на договарање за средбите. Втор голем проект е гасификацијата на Струмица, трет голем проект е обводниот канал на Струмица. Оние проекти на кои што најмногу им се радувам се фабриките, кои што реално го решаваат најгорливиот проблем кај граѓаните, а тоа е работни места. Тие
огромни фабрики кои што веќе функционираат, 35 на број, 7 откупно дистрибутивни пунктови во градот и населените места, не само што се решение на економски проблеми во општеството, туку отвараат работни места. Во 35 фабрики имаме 5400 вработени кои што работат таму. Новите кои што се градат, 16 во зона Сачево и 4 во зона Север, отвараат повеќе од 1400 работни места. Таму ќе работат наши млади луѓе, наши сограѓани кои што ќе ни останат овде во Македонија. Разговорот овде го снимаме на плоштадот, зад нас е можеби еден од ретките споменици Струмичанка под маска. Не сте љубител на споменици, колку ве кошташе овој? Ево, овој споменик е 1/3 од 4 лава во Струмица. Од еден од 4 лави, лава е 1/3 и во кубатура и во вкупна количина на бронза во него и се. Овој споменик чини 15.000 евра заедно со се постаментот што е ставен внатре. Еден лав е 750.000 евра. Значи 3 пати е помал, ако е 3 пати помал би требало лавот да е 45.000 евра. 30 пати ако е поголем е 450.000 евра. Не се работи дали сме љубители или не. Знаете, гледате повеќе да ставите пари во цевка за вода, за канализација отколку да одат парите во бронза. Ова беше составна урбана опрема на градскиот плоштад и заради тоа воопшто го има, иначе нема многу споменици во Струмица. Дали Зоран Заев во општината вработува партиски луѓе, своји блиски луѓе, дали тендерите што се во општината ги дава на своји блиски луѓе? Еве вака, јас доаѓам од бизнис секторот, апсолутно имам убаво позитивно влијание врз бизнисмените. Кога завршувате работа на бизнисмените имате неколку опции. Или им барате мито и корупција, или им барате работни места. Или им барате општествена одговорност внатре. Секогаш при секоја завршена работа сме молеле барем 1-2 работни места, плюс отворете. Луѓето сами ќе си ги вадат парите. Досега имам пуштено 4145 наши сограѓани на работа. Како и да ние немаме толку членови. Заев сигурно нема толку роднини. Во делот на тендерите, годишно во просек општина Струмица распишува 145 тендери. Тендерите одат на јавна аукција. Како тоа, јас само ќе поставам прашање. 50% од газдите кои што ги зеделе овие 145 тендери беа овде кога беше Груевски во Струмица на неговата трибина. Ако не 50%, 30% се членови и гласачи на ВМРО ДПМН. Апсолутно. Значи кога ви конкурира фирма на тендер, таа ги исполнува или не ги исполнува условите, да оди на јавна аукција. Штом ги исполнува условите, оди на јавна аукција. И овде на јавната аукција е цената. Кој даде најниска цена, тој се бира. Да, има фирми кои што, не знам, на Цветанка синот, Цветанка Иванова претеничката синот, но тој работел заедно со неговиот татко фирма, уште Заев кога бил во средно школа. И конкурира, тоа го работи. Добил 4 тендери од 145 тендери. А членот на извршен одбор на ВМРО ДПМН во Струмица што зел 12 тендери од Заев, од општина Струмица, тоа никој не го спомнува. Апсолутно, државата на крајот е таа која што го има целиот систем на контрола. А ако нешто не чини на Заев, сигурно нема да му простеа. МВР, јавно обвинителство, антикорупцијски, се е под целосна нивна контрола и тоа го знаат граѓаните. Зошто ниту еднаш не излегува и да кажете еве нечесна игра? Нема. Апсолутно. Еве, ова прекрасно здание кое што гледате, ова прекрасно здание има вработено 382 наши сограѓани. И тоа се вработени од СДСМ, таму се приватни сопственици на доќаните. Има газди од ВМРО и од СДСМ и од сите политички партии, но таму работат наши сограѓани. Председател сте на СДСМ, што значи член на најтесното партиско раководство. На која струја припаѓате? На социјалдемократската струја, апсолутно. Значи, во моментот струи нема во СДСМ. Може би ќе се појават ако дојдеме власт. Обично кога власта се доаѓа, тогаш имаме мускули, рамиња, покажување и слично. Во моментот нема никакви делби, освен одредени поединци што некогаш знаат преку јавните медиуми да пуштат порака која што апсолутно не држи. Ниту Бучковски ќе излезе на избори сам, ниту некој друг или слично. Знаат дека вратите им се отворени во СДСМ и во моментот реално немаме време за струи. Сме концентрирани на убави моменти, на нови решенија, на нови програми. Ова на 10 месеци пред избори да дадете кандидат е дебатирано многу во партијата, но и во функција на чистата состојба пред јавноста, да бидеме на чисто, на јасно, да знаат пред време, транспарентно кои се кандидатите. Нови моменти се во СДСМ. Никој не ги гледа така, но на вистина се искрени наши намери. Сме преокупирани со економски решенија. Дел нудевме на владата, дел за локалните избори
сакаме да ги понудиме. Сме преокупирани со нови делови. Еве, сите одат на годишни одмори, лето е. Ако не на викенди, ние ќе бидеме постојано со граѓаните на средби, се со крајна цел да охрабриме, да анимираме. Оваа сиромаштија не може вака. Струмица се развива во рете, но и Струмица е дел од Македонија. Не можете да бидете среќни ако сите околу вас се несреќни. Мораме да ги мениме работите на подобро, од една ни е државата. Во вториот мандат најавивте дека ќе јадете живи луѓе. Дали во третиот мандат, ако го добиете, тоа ќе го реализирате? Гледате, не ни даваат ни да снимаме луѓе околу нас, кои што сакат да се поздрават, кои што сакат да го испочитуваат градоначалникот. Ако некој важи за човек со социјални чувства, ако некој важи со човек со општествена одговорност во државата, меѓу другите можеби сум и јас, Зоран Заев. Она кое што ме прави тоа што сум, меѓу другото е тоа спротивното од живи луѓе. Значи, Зоран Заев нема истерано ниту еден човек од работа. Зоран Заев досега има приватно помогнато на 9.500 семејства во овие 7 години. Не од општината, не со општински пари, пари од моите деца. Одземени и дадени за лечење на детенце, за плаќање на сметките, за враќање на кредитите, за помагање на луѓето. Од општината ги нема социјалните намени, а помагат. Знаете, во Струмица, она кое што после 7 години се случува, е нешто ново во Македонија. Општествената одговорност на бизнис секторот. И ние правевме фасади. Кога ќе погледнете фасадите околу сите булевари, ево ова е нова фасада, апсолутно. Не ја правеше општината, не ја правеше државата. Ниту граѓаните кои што живеат во оваа зграда, бизнисмените. Печалат од градот. Едни плаќаа мајстори, други плаќаа фасадни бои, трети скелетни конструкции. Тука недалеку од Глобал, на 150 метра се гради најголемиот соборен храм во Македонија. Го прават граѓаните и бизнисмените. И тоа од нивните домашни пари го делуват и го прават. Дете е болно, кога треба се лечи во странство, сите се уклучуваме. Па дали било тоа 30 или 50 илјади евра. Ние имаме нов амбиент со кој што се гордееме, тоа е созреана можност. Останал или не останал Заев после тоа, ние имаме нови вредности во општеството. Сакаме таа порака да ја пуштиме према Македонија. Таа е радоста која што ни ја дава. Тие насмевки кои што ги вративме на родителите кои што излечиле болно детенце. На оние кои што си растеретиле дел од финансиски проблеми и навистина биле преокупирани. Оно што ја сочувал куќата од извршител, тоа вреди повеќе од Глобал и од плоштад и од не знам што друго што е направено. Тие вредности се оние кон кои што треба да се стремиме. Таков мегдан треба да има меѓу нас и ВМРО со кои што ќе се бориме. Кој повеќе ќе им помогне на граѓаните, кој повеќе проекти ќе реализира како решение на проблемите на граѓаните. Господине Заев, некаде идната година ова време, доколку нема некакви вонредни избори, ќе знаеме колку од ова што го кажавте било вистина и колку ви поверувале граѓаните. Ви благодарам што го дадовте интервјуто за А1. Благодарам, ми беше драго и максимална поддршка на еден медиум кој што е искрен. Немојте нас да не поддржувате. Поддржувајте ја вистината. За тоа важевте и се надевам дека и така ќе останете понатаму. Благодарам.